вечер и добре дојдовте во 388-то издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис. Ова е првата македонска премиера во 2012 година, се работи за филмот Скопје Ремикс, на кого вечерова ќе му ги посветиме сите 30 минути во магазинот. Како што вели самиот слоган на Скопје Ремикс, 9 приказни, 10 режисери, 1 град. Вечерва Скопје во центарот на вниманието. Одиме. Бачи град. Иди у друг град, бе, брат. Одете си. Последна шанса. А зашто ако смеам да прашам? По 3 години снимање и постпродукција, конечно, во петокот на 30 март во киното Милениум во Скопје се случи премиерата на долго најавуваниот омнибус насловен Скопје Ремикс. Составен од 9 приказни снимени од 10 режисери, филмот представува еден мал подвиг во кој новата генерација македонски филмаџи со љубов раскажуваат за можните минати, сегашни или идни проекции во и за овој град. Жанровски различни, 9 филмови го возат гледачот низ различни територии и на крајот од проекцијата, иако истата трае околу 140 минути, кај гледачот предизвикуваат чувство на посакување на уште некој дел повеќе. За самиот проект во целина, мислење од поголемиот дел од неговите директни раскажувачи. Мислам дека испадна доста приближно до она што го замислувавме. Идејата беше да се направи еден мозаик скопски, кој што ќе биде разновиден, бидејќи впрочем и таков не е градот. Имаше неколку идеи за тоа како треба да изгледа целокупната визија. Првичната идеја беше да се направи продукцијски чист филм, каде што некои елементи биле урамнотежени со тоа што би се приближиле на некоја естетика на долгометражен филм. Со други зборови имаше идеја да земе, да речеме, еден директор на фотографија, кој што сам по себе би донел некаква уедначена естетика. Но наскоро, и ја као продуцент и нормално во разговор со колегите, разбравме дека на тој начин да, можеби би добиле еден испеглан филм, условно кажано, но од друга страна би изгубиле од авторската автентичност и од автентичноста на овој град, кој што не е баш така уедначен и кој што според мене му е предност. Овој град светло зелен, овој град светло сив, овој град полумртов, овој град скоро жив, овој град мене верен, овој град е модерен, сака многу диско, фанк и дубок acid house. Овој град е врачки вел и се од далечина, секој ден крстови и половина месечина. Овој град го градиме, овој град го браниме, нашето единство е концептивно незадоволство. Скопски педерчиња. Мислам дека е прво еден својвиден подвиг што конечно се собра една навистина голема екипа на релативно млади луѓе и се обидовме да ја пренесеме таа енергија. Се надевам дека таа енергија ќе може да се осети од платното. Мислам дека тоа е најголемиот дострел на овој проект, што конечно во Македонија е една поголема група на луѓе се обидува нешто да направи заедно. Сега тоа си има и добри и лоши страни се разбира, но конечно тоа што стигнавме до премиера кажува дека сепак онаа енергија што ја чувствуваме кога ќе излеземе во град, можеме да ја пренесеме и во професионален аспект. Значи, не мислам само на зезање, на журкаја, туку и воопшто на едно чувство на урбаност, модерност, не модерност по секоја цена, туку модерност баш со концепт и на крајот на денот професионално исполнување на нашите задачи, бидејќи сите ние сме филмски работници вака или онака и ова е и наша работа. Што е можно почесто да правиме поголем и покрупен тип на проекти. Мислам дека и насловот е многу точен. Прво беше до Скопје, што не ми се допадна многу, меѓутоа Скопје Ремикс исто као приказка не го сакав многу, меѓутоа кога го видов филмот ми стана јасно за што збориме. Конечно и мојот филм е малтане Скопје Ремикс. Сам по себе, кога ќе збориме, у буквална смисла. Значи толку се ремиксувани некои архитектонски делови од градот, што и некои суштински делови, што многу ми се види интересно од самиот наслов. Интересна турлитава на бавење со семантичко читање на душата на градот.
не на многу длабок начин, туку на начин кој што одговара на скопската енергија. На начин на кој што нешто што се сака не се преиспитува до толку многу. Не се копа толку многу. Иначе ќе завршиме во некоја рендом патетика. Секој пейзаж на Скопје изобилува со прилично голема разноликост. На некој начин и овој филм сите приказни се различни и изобилува со некаква разноликост. Значи филмовите се различни, имаат по жанр, по стил, по све, меѓутоа токму тоа е бенефитот на овој проект. Кога почнувавме пред 3 години, идејата беше значи овој проект да не биде само филм кој што ќе го гледаме во кино 2 часа и ќе излеземе и ќе го заборавиме после тоа, туку идејата беше да и даде овој проект спин на целата културна сцена во Скопје. Ние сме држава, ајде да кажам, може тежок збор, на малодушна нација и да се собереме вака олку голем број на автори во еден проект, па е само по себе успех. Значи, мислам, од тука тргаме во таа смисла, значи, тоа што проектот на крај искочи го сметам за успех. Ако нешто е добро, што во овој филм е на прво место, а тоа е различноста и истовременоста на 9 свежи погледи на овој град. Оно што исто така е плюс во овој филм е што многу малце гледаме од досега обработените теми, значи нема социјала, нема игра на оние, знаеш, балкански стереотипи, туку напротив, овој филм може комотно да биде изработен на ваков начин и во Њујорк, да речеме, што е само еден плюс, барем за мене, но ете ќе оставам гледачите да го проследат филмот и самите да проценат дали успеавме во тоа или не. Успеавме да направиме еден филм кој што го задржува духот, меѓутоа има друга гледна точка. Кој што го има духот на градот, меѓутоа има многу различни перспективи. Што е многу убаво, кој е као мозаик, као витраж, као да си го видел градот низ некој откачен витраж, знаеш. Значи го измрдавме Скопје сосема, не Скопје во филмов изгледа ремиксувано до крај. Овој град е светло-зелен, овој град е светло-сив, овој град е полумртов, овој град е скоро жив, овој град е опасен, овој град е заведен, легитимен таргет, мене ми е сосем доволен. Куравте музика, куравте панк. На конференцијата за новинарите по повод премиерата на Скопје Ремикс, еден од авторите, Срđan Јанечиевиќ, изјави дека реализацијата на овој комплексен проект, кој вклучува преку 150 македонски уметници, многу пати била дел од политички игри, со крајна цел негово непојавување на големото платно. Слоганот на Скопје Ремикс е "Го градиме Скопје со љубов и рок-н-рол". Тој е разигран, весел, безгрижен и моќен, меѓутоа, не интересираше дали филмот носи некаква политичка порака кон оние кои сакаат да го менуваат, без тоа да им биде дозволено од неговите граѓани. Дали филмот носи, ако не директна, тогаш индиректна политичка порака, апропо сопките во текот на процесот на неговото снимање. Има една реченица која што многу ја сакам од Хантер Томсон, кај што збори дека политика е се што ја менува мојата околина, значи во таа смисла филмот е политички. Значи став дека можеме да направиме и некој став кон тоа што го има, значи да не го сакаме. И да не сакаме да го имаме ставот. Сигурно дека тоа многу влие. Јас знам дека македонците во принцип се луѓе кои што не можат многу да се пофалат со тоа дека се лишени од дневно политичките настани. Сигурно има некоја подсвесна порака, сигурно дека ние сите и како поединци и како група на автори учествуваме во креирањето на некој начин на сцената во секој на свој начин на таа културна сцена во Скопје, така да има политика, но не е носечка, не е нужно револуционерен филмот. Повеќе сака да тежне кон тоа да биде еден омнибус кој што ќе биде гледан како уметничко дело и ќе биде со надеж доста успешен во киносалите. Суптилно да. Мислам дека нема онака прст во очи, значи не покажуваме на никого вие сте вака, вие сте онака, но сепак она што го чувствуваме на некој посуптилен начин политички се искажува во овој филм, иако јас веднаш би потенцирал дека ова не е политички исказ, бидејќи нели има филмови што јасно стојат за своите политички ставови, ова е повеќе еден
естетски исказ, значи борба и желба за да се направи едно естетско концептуално придвижување во македонската кинематографија. Барем јас лично се водев од таа една желба да видиме дали можеме ние, ќе се осмелам тоа да го потребам тој термин, еден својвиден вид на македонски нов бранд да направиме, бидејќи сметам дека после 20 години на независна Македонија и 20 години на условно филмографија во аспект на независна држава, време е да отидеме и малку понастрана од досегашните теми. Избегнувавме директни политички пораки, а меѓу редови има многу од тоа, бидејќи во последниве 20 години политиката беше многу присутна на секојдневно ниво, ама во филмов тоа е сосема во втор план од позадина делува. Не верувам, поготоа што филмот, ако носел политичка порака, ја носел од пред 3 години кога сме почнали да го работиме. Таа политичка порака више не важи. Каква и да. Мислам, таа политичка порака не може да трае многу, знаеш. Она сама по себе има краткотрајно дејствие. Значи може да има нека глобална порака, а таа нема врска со оваа политика за која што зборев ја. Јас само сакав да кажам дека за тие пари луѓе, дека од една страна сака да докажат дека за тие пари некој не може да го направи филмот и за тоа да обвини некој друг, а од друга страна сака, ако не се случи филмот, да кажат ние сме чисти, со чисти раце за целата таа приказна. Знаеш, стално е проблем кога државата ги дава парите и тоа што е многу чувствително. Тоа се пари кои што не се земени од мој и од туги джеб. Не е убаво да земеш за нешто што не е убаво и што нема да искочи, да земеш пари за нешто што не е вредно или уште полошо да не излезе. Меѓутоа тоа е добар пиар за било кој, за да после каже ета не се случи, знаеш. Кој што секој може да го злоупотреби. Меѓутоа многу ми е драго што тоа не се случи само заради тоа што ја имавме таа енергија, имавме таа волја. Имаше многу расправи меѓу нас, меѓутоа сите беа на естетско ниво, никогаш не беа на некој друго ниво. И многу ми е драго заради тоа што направивме филм кој што се бави со градот, со ништо повише. Ако некој сака да бара политички контекст на филмов, ќе го најде сигурно. Меѓутоа пред се ова е еден, како да кажам, урбана бајка за градот. Секој филм носи посебна порака. Не би сакал да зборам во името на сите автори како една универзална порака. Може би е и словенот на филмот дека ние го градиме овој филм со љубов и рок-н-рол. Пошто таа беше некако заедничка идеја да многу повише збориме за духот на градот, она што според мене од секогаш му била предност, а многу помалце на архитектурата или на некои други случувања кои што се небитни според мене. Најбитно е она што ние го градиме во нашиот дух. Водени од идејата на филмско-уметнички витраж, како во прекрасните филмови Париз те сакам и Њујорк те сакам,
Авторите на Скопје Ремикс во своите кратки филмови повеќе зборуваат за решенијата и за еднината на градот, отколку за минатото и проблемите кои не мачат. Сето тоа низ микс од различни жанровски решенија, како комедија, анимација, мюзикл, научна фантастика. Омнибусот започнува со ефектниот краток филм на Ѓурче Ставрески, насловен Скопски љубовџии, во кој не соочува со старата шармерска болка на градот, швалерајот. Сепак најефектниот дел е свиркачот на Вардан Тозија, чие действие се случува во иднината, во 2063 година. Истиот зборува за духот на овој град, кој никаква политичка или било каква друга гарнитура не може по никоја цена толку лесно да го скрши. За действието и пораката во останатите парчиња од мозаикот од самите автори. Мојот филм се вика Среќни краеви, Happy Endings, направен е 2009 година, значи беше меѓу првите парчиња од овој омнибус кои беа завршени и искрено си носи една атмосфера која што ја чувствував во моментот, значи пред се еден личен, интроспективен филм, на моменти психоаналитички, значи се споивме неколку луѓе и успеавме, барем јас мислам дека успеавме во тоа да пренесеме еден вид на специфична интимна атмосфера. Во мојот филм Среќни краеви голема улога има и Канал 103, бидејќи сметав дека ми е на некој начин и обврска да го прикажам радиото во кое што веќе 10 години функционирам како една од оние локации и културни изворишта на градов, така што насоките на филмот се тоа, значи еден вид на своевидна психоанализа на главните ликови и на она што мене ми се случуваше тој период, плюс нормално она околина која што мене секојдневно ми инспирира, значи градот, 103, свирките, алтернативните бендови од така по dark wave дискурс, значи мило ми е што успеа во Среќни краеви да прикажам неколку музички автори кои што не се доволно промовирани се уште и се надевам дека тоа ќе биде она главна насока на која што на гледачите ќе им остави впечаток. Мојот филм е фотофиниш, во него Макс од Скопје се трка на мотор со ѓаволот и ќе видиме што ќе се случи на крајот. Мојот дел се вика Опера, тоа е една црна комедија работена во стилот на германскиот експресионизам и американскиот филм нуар. И е снимана во македонската опера и балет, што за мен е еден од најрепрезентативните објекти на нашиот град. Брус Ли за Пуси е филм за тројца браќа од централното градско подрачје. Филм кој што едниот од карактерите го опишува како банална диалошка диареја со примеси на магичен реализам. Филм кој што бара во Скопје да се роди суперхерој, па макар тој бил идиот, било каков. Мојот значи филм се вика Мангава дископанк, што е на ромски сакам дископанк и е одредено, мислам, поигрување со стереотипи, значи со еден од најчестите стереотипи за Скопје, значи збориме за ромите и шутка. И во тој поглед е романтична комедија каде што главен лик е член на ромски панк бенд. Значи на прв поглед тотален лузер, ама во суштина човек кој што верува во тоа што го прави, тоа е поента. Боите на љубовта е приказна за еден човек идеалист, млад човек, кој што верува дека вистинската љубов лежи во спектарот на сите бои. Бидејќи во денешно време живееме во голема поделеност на боите. Некои се плави, други портокалови, трети црвени. Имаме секој ден сме бомбардирани од кампањи не само политички, туку кампањи на мобилните компании кои што би не обоиле и во една боја која би можеле и нас и целиот град. И мислам дека идејата е на главниот лик, значи да ја покаже вистинската љубов која е всушност спектарот на сите бои, кој што единствено се наоѓа во соларната светлина. Значи филмот се вика Боган Паган, тој е единствениот анимиран филм во Омнибусот. Значи во Омнибусот има многу различни жанрови, меѓутоа има еден цртан филм. Тој е своевидна урбана, нова, скопска Оливер Твист приказка. Не една псевдоисторија или не знам, лажна документарна приказка за полно стари што сум ги прочитал од весници и од било каде, склопени во една структура. Филмот е многу рок-н-рол. И тоа е највише што ме погоди, што највише ми се допадна, што испадна стварно рок-н-рол филм.
таква е структурата на приказката, така е водена, така и раскажана. И на крајот, скопската енергија која истекува во големи количини од овој уметнички манифест, природно не наведе на прашањето што чувствуваат неговите автори кога ќе го слушнат зборот Скопје. За мене Скопје е духот кој што го носиме, кој што според мене нема никогаш да умре. Скопје е мојот дом. Скопје, Тополи у Мичурин, игралишта во Ново Лисиче, во Ригара па до Вранците во Чаршија, бифето на Авдо и Борче во Маната. Значи прво тргам, Скопје представува погледот на прозорецот од кај мене кога станувам се бајле. Маркетот од кај што купувам леп, автобусот, ова ми представува Скопје, значи тоа од тука тргаме. Скопје за мене е нешто многу убаво и многу грдо истовремено. Морам да признам дека го сваќам баш дуално, како што е природата и на човекот, како што викаат во Full Metal Jacket, Duality of Man. Значи, и истовремено го мрзам, и истовремено многу го сакам. Факт е дека го чувствувам за свој дом и се надевам дека со многу ентузијазам и со многу позитивна енергија и со ваков тип на концепти, со емисии како Филмополис, со радија како 103, со вистинска енергија, ќе тргнеме малку понапред, бидејќи сметам дека Скопје заслужува да оди понапред и да излезе од оваа мочварна ситуација во која што за жал е западнат последниве неколку години. Ми го мразам и го сакам во исто време, не знам зашто другачие ќе одговорам на прашањето, бидејќи сите генерации Скопјани што ги знаеме го по принцип го плюкаат градот. Значи сите зборат генерацијата на нашите родители плюка дека порано било подобро, нашата генерација плюка дека сега се упропастува пред 20 години било добро, така што во принцип мислам дека треба да си го сакаме градот. Јас стално така почнавме да го збориме, знаеш кога зборивме за дали треба да го врзуваме градот, дали да треба да врзуваме приказката. Јас ја кажав таа приказка, видите го градов. Не треба да врзувате ништо. Он изгледа така хаотично да така треба да биде и филмот. Треба да има едно чувство наше, заедничко на сите, наш сензибилитет, на наша структура, меѓутоа не треба да врзуваме структура, да врзуваме приказката, затоа што градот е цел неврзан. Низ него проминале толку работи на Facebook, ти го покажува као ушкуп. Градот изгледа сега така како што изгледа, поминал Кенса Танген низ него, поминале турци, поминале срби, поминале сите. И многу е откачан и тоа е убавото у градот, најверојатно цела таа различност. Iluzija
Не бачи град.